Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е професорот Благој Цонев. Професоре, добре дојдовте во студио 10. Добро утро, добре ве најдов. Јас кажав во најавата ќе зборуваме најмногу за европските избори, за исходот од европските избори или за изборите за Европскиот парламент. За некого изненадувачки резултати, за некого баш и не. Имаме еден пораст генерално на десницата во Европската унија, во Европскиот парламент, но имаме и пораст на екстремната десница, тоа е нешто што некого загрижува. Еве вака како генерално за влез во разговорот, како вие гледате на исходот од изборите? На исходот од изборите може да се види дека Европа е класично незадоволна од либерално, односно она струење кое што до сега се случуваше, а тоа е нелиберално струење, туку струење на се она кое што е постлиберално, и Европа сака да се врати во своите граници. Тоа е, ако тоа го сметаме за десница. Сега за крајната десница, ја не би кажал дека имаме изненадување, тоа беше очекувано. Меѓутоа, за десницата во Европа, за ЕПП, можеме да кажеме дека комплетно, значи ЕПП, Европската народна партија, всушност си ги доби местата кои што си ги заслужува, бидејќи Европа се враќа кон оној првичен концепт кон кој што е ориентирана самата Европа. А Европа е ориентирана кон Европа, Европа е ориентирана кон создавање на европско општество, на европска економија и на европска затворена заедница која што може да прими и други членки, меѓутоа како придружни членки. И тоа е моментот кој што најмногу го наоѓаме како проблем, мислам, во наводници проблем, во Франција, во Италија, во државите од Бенелукс, каде што десницата има победено. Меѓутоа, десното крило во Европа, односно крилото на Европската народна партија, всушност издвојува победа, и издвојува победа која што создава апсолутен момент во кој што Европа може да се совземе, да го запре тој миграцијски бран, и десното крило во Европа и победата на десницата е револтот на левичарското, односно на она екстралибералното крило кое што европјаните до сега го промовираат, тоа се LGBTQ+ заедници, значи зелени заедници и така натаму. И Европа сака сама по себе да си докаже дека Европа останува да биде Европа. Да, ќе зборуваме за причините. Ова што вие го кажувате, например, во однос на ЕПП, на ЕПП, тоа е на Европските народни партии, всушност тие добија најмногу популарност во Европскиот парламент, тоа и не е некој изненадување, но во однос на она што го нарекуваме баш десница, ЕПП и не изгледа толку десни сега. ЕПП е всушност еден збир од десни, но и од центристички партии, кога зборуваме баш за екстремна десница, тука е популистичката десница, група европски конзервативни и реформисти, каде што се Мелони од Италија, Полската партија Право и правда, шведските демократи, шпанската партија Вокс, или десничарската партија Идентитет и демократија на Марин Ле Пен и австриската Слободна партија. Тоа е веќе таа, да речеме, екстремна десница за која што зборуваме. Инаку ЕПП е една, да речеме, постстандардна група во Европскиот парламент, која секојаш е силна, но сега доби најголема популарност. Ке зборуваме за причините за ова, вие ги начнавте на некој начин, но кажавте еден друг
дел кој се однесува на евроинтеграциите. Знаеме дека Европскиот парламент и нема толку голема мок во директно одлучување. Таму е Европската комисија која го има главниот збор и не секогаш се согласуваат, но сепак има влијание. Дали мислите дека овие избори во Европскиот парламент на некој начин ќе бидат една брана кон понатамошното проширување на Европската унија, каде што сега имаме два кампуса, еден оној таму кој гравитира околу Украина, Грузија за кој се зборува, а другиот се балканските земји кои оддамна се веќе во чекалницата? Вака, Европскиот парламент, ако го гледаме од денешна перспектива, можеме да кажеме дека истиот е формиран од Европска народна партија, од партија на социјалисти и од другите помали партии. И Европска народна партија, која што е десничарската партија, во суштина се води од идеологијата на Кант. А идеологијата на Кант кажува дека Европа не треба да држи војници внатре во себе, туку треба војниците да бидат распределени на границите на самата Европа. Значи, тоа е самата идеја на Европа. Зошто имаме подем на Европската народна партија? Имаме подем на Европската народна партија бидејќи населението е незадоволно од тоа што либералите во последните 4 или 8 години во Европската унија го имат направено. Ние не забораваме, да се сетиме само во Македонија што се случи. Во Македонија се случи референдум кој што беше неуспешен, меѓутоа сите ни го честита. Понатаму, да идеме во Шведска. Во Шведска се случи референдум кој што беше неуспешен, меѓутоа на Шведска сите го честитаа дека е успешен референдум. И европските партии, европските држави, европското население сваќаат и се враќаат кон европските корени, а европските корени се основата на она кое што се нарекува Европска унија. А Европската унија е основана на римските договори, нели, за јаглен и за челик, меѓутоа римските договори не за џабе се подпишани во Рим, бидејќи Рим има суштина. Рим ја создава основата на Европа. Рим е првата империја која што ја обединува Европа и Рим е првата империја која што создава можност за да имаме неограничен проток на капитал, на стоки и на услуги низ целата... Да, професоре, но еве да се вратиме повторно на прашањето. Дали ова ќе влијае врз евроинтеграциите? Она што најмногу нас не интересира, се разбира. На Македонија не. Да. На Македонија не би требало да влијае, бидејќи во суштина самата Македонија преизбрза со промената, нели, на името. Многу од нас се уште ги немаат сменето документите, интеграциите се поврзани и со промена на документи и со промена на се, меѓутоа ние се доведуваме до една друга улога, во која што ние влегуваме како фактор во Европската унија, а тоа е фактор на вето. А факторот на вето означува дека поради нас Грција става вето на Албанија. Така да на нас, на евроинтеграциите на Македонија воопшто нема да и влија европските избори. Или растот на десницата, ајде да речеме. Не само на европско ниво, туку и на национално ниво. Евентуална промена на власт во Франција, каде што еве Макрон веќе распиша избори, доаѓање на власт на Марин Ле Пен, може би некоја промена на власт идна и во Германија.
каде што би дошла десницата до израз. Видите, Значи, кога зборуваме за десница, не зборувам за ЦДУ, туку за АФД во Германија и така натаму. Маријан Лепен тешко ќе дојде на власт во Франција. Значи, она е ултрадесница. Треба да разликуваме десно центар и ултрадесно. Значи, да, но таа убедливо победи на европските избори во однос на партијата на Макрон. Бидејќи политиката на Макрон не соодветствува со политиката на Европската Унија и политиката на Макрон не соодветствува со политиката на државите од Европската Унија. Бидејќи ако Макрон сака да праќа војници во Украина, а Македонија не сака и Хрватска не сака и Австрија не сака, мислам Австрија се извинувам, не е членка на НАТО, и други држави не сакаат да праќаат, Макрон се избрзува во таа сфера. И Франција не е моментот за гледање, туку ние треба да ја перцепираме Германија, односно Австрија, како таму протекуваат изборите и како во Австрија и во Германија протекуваат изборите, така ќе ги перцепираме и кај нас. Кај нас во моментот ние имаме солидна десно мнозинство, очекуваме влада, и очекуваме таа влада во секој момент да започне преговори со Европска Унија. Преговори како? Треба да го смениме уставот за да почнеме преговори. Гледаме дека ВМРО ДПМН останува цврсто на ставот дека нема да прифатат ставање на бугарите во уставот под овие услови како што велат. Но во меѓувреме се роди уште еден проблем, тоа е старо новиот со Грција. Гледаме дека Мицотакис рече секој ден, повторува на телевизија дека патот на Македонија оди преку Преспа. Како ќе почнеме преговори кога се чини дека не се приближуваме кон рамката, туку се оддалечуваме? Видете, во моментов ние имаме председател на држава која што е професор по уставно право, тоа е професорката Гордана Силјановска-Давкова. И со таков председател ние можеме само да се надеваме на најдоброто, а најдоброто за Македонија во моментов е создавање на креирање и правење на нов устав. Ние треба да се здружиме, да направиме нов устав во кој што ќе биде се имплементирано и кој што ќе биде граѓански по пример на францускиот. Ние до сега го работиме уставот по пример на германскиот. Професорката Силјановска најдобро ќе ни даде пример за тоа на кој начин по пример на францускиот устав во кој што сите малцински групи ќе бидат сметани како македонци, ќе бидат влезени во уставот, меѓутоа како македонци. Добро, но сега вие зборувате за, ми се чини, за апстрактни теми кои воопшто не се предмет на расправа во државата. Тоа е некое теоретско, теоретски анализи за тоа што би требало, но тоа воопшто не е на маса. За бугарите во уставот, мислам дека доколку ние имаме 17 или 18 етнички заедници во уставот, не ни представува никаков проблем. Хрватите, бугарите и кои беа третите да ги вметнеме во уставот. Да. Добро, во ред, тој е отприлика и ставот на ВМРО ДПМН, дека тие немаат во принцип ништо против, но велат не може под вакви услови, или како што вели партијата, под бугарски диктат, тоа да се направи. Мислите ли дека можеби некаков компромис би можел да се најде во тоа, некако да се смени делот од таа рамка, ајде да речеме нешто што би се видело како компромис и за нашата страна? Во меѓународните односи се е компромис. Во меѓународните односи нема диктат. Се однесува на база на компромис.
Секоја држава попушта до определена граница, секоја држава дава до определена граница и во меѓународните односи се однесува на компромис. Така да, ние сме влезени во една многу сложена ситуација, а премногу сложена е бидејќи е со соседна држава, тоа е Република Бугарија, и јас не би го нарекол диктат, јас би го нарекол како барање на Република Бугарија и доколку ние сакаме да продолжиме понатаму, ние треба да се соочиме со вистината и со реалноста, а реалноста и вистината се дека Европска Унија нема да ни дозволи да почнеме преговори со нив, доколку не ги вметнеме бугарите како заедница. Од друга страна, кое што етноцентристички, бидејќи постојат неколку теории за нациите, етноцентристичката теорија ни објаснува дека доколку ние бугарите ги вметнеме во уставот на Република Македонија, тоа означува дека македонците се различна етничка категорија од бугарската етничка категорија и дека ние сме два етнички различни етникума. Доколку ние сме различни етникуми, на тој начин ние ќе успееме да создадеме еден момент во кој што момент Македонија ќе ја восприемеме и ќе ја создадеме како држава која што е мултиетничка и која што ги восприема сите соседни етникуми внатре. А мислите ли дека можеби Грција повторно може да биде проблем, бидејќи тоа грчкиот премиер отворено го кажува. Тој вели дури вели ќе видам на самитот на НАТО како ќе се однесува новиот премиер и владата и на самитот на НАТО може да има едно лошо изненадување, отприлика така парафразирам, се изјасни. Мислите ли дека може да биде проблем ова проблематизирање на Преспанскиот договор? Грција веќе е проблем. Ние не го сваќаме тоа и македонската, за жал, македонската дипломатија е толку трома, толку бавна, што не сваќа дека Грција веќе е проблем. Грција е проблем бидејќи ние со договорот од Преспас имаме обврзано за менување на името, грците си имат обврзано дека ќе не почитуваат, дека ќе не поддржуваат понатаму во нашите евроатлантски интеграции. Меѓутоа, моментот кој што ние не го сваќаме е дека во меѓународните односи не владе херархија, владе анархија. А во анархијата на меѓународните односи победува помоќниот. Владее силата, не правото, го знаеме тоа. Апсолутно. И сега Грција веќе е победник. Со самиот Преспански договор Грција е победник. Добро, но тоа тоа е друго прашање. Но сега ние со Грција реално до сега немавме проблеми. Дури со блокадата на Бугарија, Грција беше една од земјите која се залагаше, која исто така беше против таа блокада. Значи, ние до овој момент со Грција од подпишувањето на Преспанскиот договор до сега немавме никаков проблем. Тоа е факт. Сега очигледно дека имаме, барем така вели грчката влада. Дали мислите дека тоа може да биде уште една брана, уште една пречка? Или бидејќи тие велат, ние ќе наблюдуваме како се однесува македонската влада во однос на името. Дали ќе велат Северна Македонија или нема да велат. ВМРО ДПМН е јасно, велат нема да велиме Северна Македонија. Како ќе го изведат сега тоа? Дали ќе го користат терминот нашата земја, нашата држава, дали ќе викаат Македонија, не знаеме, ќе видиме, но факт е дека на маса ги имаме тие моменти. Прво пред се да видиме кој ќе биде министер за надворешни работи.
видевме дека председателката професорката Силјановска-Давкова со тоа што кажа само Македонија без Република Северна, кај греците предизвика огромен проблем. Мислам, не проблем, туку револт во меѓународната политика. Најверојатно да, меѓутоа, она што мене ме загрижува не е Грција, она што мене ме загрижува е дека силата која што ја зема Бугарија после Грција. Бидејќи кога ние веќе на Грција и отстапуваме име, и отстапуваме малцинство, и отстапуваме се друго, и Бугарија го бара истото. Зошто ние не се прашуваме дали Србија ќе го бара наредното? Бидејќи Србија е пред нас во меѓународните интеграции, односно во европските интеграции. И ние тоа не го гледаме. И тоа ќе представува огромен проблем со Грција. Меѓутоа, мислам дека Европската Унија во наредниот состав, не знам дали госпоѓата Урсула фон дер Лајен ќе биде председател на Европската комисија уште еден мандат, бидејќи беше предложена за генерален секретар на НАТО, меѓутоа доби вето од Британија. Она кое што Европската Унија треба да го изигра е маневрот на дипломатијата, односно да ја стиши Грција, за да успее Македонија да ја вметне внатре во преговорите. И на самиот крај, кога Македонија ќе го потпишува договорот за членство, ние тогаш да се договориме на истиот начин како Хрватска и Словенија што се договорија. Да, тоа е она опција за одложено менување на уставот. За сега нема компромис околу тоа прашање. Добро, ќе го ставиме тоа пред крајот на емисијата, да се вратиме уште малку на европските избори, но пред се на идната слика на европскиот континент или на Европската Унија, како ќе личи. Еден момент вие зборувавте за причините за растот на десницата на некој начин, но не зборувавме дали можеби, значи војната во Украина е тука, инфлацијата, економската криза, но најмногу миграцијата. Дали мислите дека миграцијата е една од причините кои најмногу влијае врз пораслот на десницата? Миграцијата влијае, меѓутоа не е една од главните причини за порастот на десното крило во Европската Унија, односно на Европската народна партија. Она кое што е најголемиот дел за порастот на Европската народна партија, тоа е ултралибералното движење. А то ултралибералното движење означува дека имаме црнци во Шведска. Швеѓаните никој пат не виделе црнци. Ние имаме проблем со расизам во Европската Унија, за кој што никој не зборува. Ние имаме проблем со сегрегација. Ние имаме проблем со религиозна нетрпеливост. И ние имаме проблем со тоа што Европа на крајот доаѓа во 2024 година да си го бара тоа што е неизино. А на Европа неизиното се европските културни вредности. И поради тоа десницата расте во Европа, а десницата е поврзана со римско-грчката култура, со сите тие работи, особено ако идеме во Париз, во Брисел, во Берлин, ние ќе видиме таму, значи, бангладешани, иракчани, алжирци и секој вид на други луѓе, меѓутоа нема да видиме германци, нема да видиме белгијци, нема да видиме французи, нема да видиме никој, особено во Британија.
Во Британија имаме огромни протести. Да, па тоа е токму прашањето и ова што ве прашам. Добро, професоре, ќе видиме како се развива ситуацијата, ќе следиме, се разбира. Имаме сега нов Европски парламент, ќе видиме дали, и како што кажавте вие, Урсула фон дер Лајен ќе биде повторно председател на Европската комисија и се разбира сето тоа како ќе се движи и во контекст на војната во Украина која се уште трае, а се надеваме дека ќе заврши, но не гледаме крај. Професоре Цонев, ви благодарам за ова гостување. Благодарам и на вас. И со ова го завршуваме, тоест првиот дел. Како што кажавме, ќе продолжиме сега со едни интересни гости од Украина, значи во однос на изложба која се одржува во Скопје на фотографии Украина војно злосторство, која се представува пред земјите на Западен Балкан. Останете со нас, продолжуваме за кратко.